Од стартот на студениот бран во земјава, Дирекцијата за заштита и спасување досега немала ангажман, велат оттаму што се должело на тоа што задолжените за спроведување на оперативниот план од зимската служба си ја завршиле работата навремено и во целост. Според Законот за заштита и спасување и другите позитивни законски прописи, Дирекцијата се вклучува само тогаш кога редовните служби и дејности немаат соодветна механизација и човечки ресурси да завршат работата, односно да се справат со непогодата, и во тие случаи општината бара од Републиката помош од републичките органи. Таков случај денови имавме во Источна Македонија и во Скопско-Кумановскиот регион, а во Битола имавме такви случаеви минатите години во 2015, пред се 14 и 12 година, кога ангажиравме хеликоптери за дотур на храна за луѓе и за стока, ангажиравме механизација за чистење на патишта и носење на песок и ризла во Струга, Ресен, Демихисар и така натаму. Ажурноста на Македонија пат и Битолска нискоградба да ги исчистат патиштата во градот и до селата овозможиле дирекцијата да нема потреба да интервенира. Сите патишта се проодни, со исклучок што има ограничување на патот на превојот Буково, на патниот правец за Ресен, за движење на камиони, односно тешки товарни возила. Во оваа прилика сакам уште еднаш да го повторам апелот што го дава Републичкото координативно тело за справување во зимски услови, дека граѓаните треба да се придржуваат на препораките што ги дава Републичкото координативно тело, а тоа е да ги исчистат приодните патишта до нивните куќи и стопански објекти и да ги исчистат снегот од стари и трошни куќи. Патиштата се проодни, но сообраќајот се одвива под отежнати услови, додава Јошевски, кој повторно повика граѓаните активно да се вклучат во расчистувањето, бидејќи солта која се фрла на коловозите има дејство до -6 степени, а деновиве температурата се спушти и до 20 степен под нулата, со што истата нема дејство и неопходна е внимателност на патиштата од страна на возачите.